Крадачка од Терзија. Чита Александар Стадојков. Некое време си имало еден Терзија. На секој човек што да му скроел некој алиште, се ќе му украдел по едно парче од тоа што да му скроел. Една ноќ на сонот му се јавила една уруглица и на неа изврзано се што беше искрал до тој час и како анđел Божи да му рече: Терзио, Терзио, гледаш таа уруглица? Се што виси на неа, ти си го украл од светот. Еве, вака на тој век, кога Господ ќе исуди луѓето, пред тебе ќе биде представен бајрако, за да го видиш се што си украл, и тоа ќе те пресуди и ќе те устрми пред сите луѓе што ќе бидат на судот. Туку ако сакаш да се не устрамиш, арнисај се од сега вамо. Кога се разбуди сиромав Терзија, многу уплашен, и му кажа на калфите за се што беше му се рекло. И му рече на калфите за од тога и напред, кога ќе кроит некој алиште, а ако фати да кради, чунки мраката му беше учена, да му наумат за бајрако за да не кради. Откако го виде сонот, стори ниет да се покаит. Дошло денот за да кроит нешто од скап кумаш и ватил да си остава некој ендезе за себе. Калфите гледале пак мајсторот фати да кради и ватиле да му наумуат и да му велат: Мајсторе, бајракот. Тој се чини ѓоа не слуша. Пак му повторија: Мајсторе, бајракот, мајсторе, бајрако. Четврти пат му свикале арно: Мајсторе, уруглицата од анđело. Тој се препраше како да не слушат и тоа што стори ниет од кумашот го украде и си биде. Од кога си отиде муштеријата, му велат калфите: Оти мајсторе пак украде, лели ти наумивме за бајрако како што беше ни нарачал. Тој им рече: Бре калфи, кај јунчето и јажето, уште од овој кумаш немаше обесено на бајрако, да од сега вамо белким ќе се покајам. Вие кога ќе ме гледате другаш да земам од друѓега, ви се молам само наумете ми за бајрако, да ишала. А ако ми продолжи Господ живот, може да се арнисам. Вака да знаете. Им рече Терзијата и пак си крадеше.